Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Епидемијата од непотизам што ја зафати СДСМ потекнува директно од нивниот лидер Зоран Заев. Истиот тој Зоран Заев кој ветуваше професионална администрација, истиот тој Зоран Заев кој обвинуваше за наводна партизација во времето на ВМРО ДПМН, сега потврдува дека преку СДСМ откако е дојден на власт се вработени над 28.000 партиски членови. Замислете човекот кој обвинуваше за наводна партизација и преобемна администрација, истата таа државна администрација партизирал со над 28.000 партиски членови од редовите на СДСМ, кои нормално биле избрани преку нивните општински организации. Пардон. Денеска во медиумите можевме да видиме застрашувачка и срамна потврда на Зоран Заев, кој преку комуникација со разочаран член од СДСМ потврдува дека партијата вработила 28.000 партиски членови. Тоа се овие комуникации од мобилна апликација, кои што ќе можете подоцна и електронски да ги видите, каде што јасно потврдува дека се вработени над 28.000 партиски членови директно преку општинските организации на СДСМ. Во интерес на времето, за да не ги снимуваат камерите, ќе ви бидат доставени електронски. Воедно, како што вели и самиот, партиските вработувања оделе преку општинските организации и штабовите на СДСМ, па за да му помогне на овој разочаран член со кој комуницира и му се жали дека за него нема вработување, ќе морал Зоран Заев да разговара со општинските организации да му најде некое место. Почитувани, маските на Зоран Заев и СДСМ одамна паднаа. Почитувани, ова е правото лице на Зоран Заев и на СДСМ. Зоран Заев е човекот кој декларативно се залагаше за се и се што, ветуваше се и се што, на крај испадна дека лаже за се и се што. Сега веќе институциите имаат потврда, сериозна потврда, и од лидерот на СДСМ Зоран Заев дека вработувањата кои што можеа да бидат видени преку оваа епидемија на непотизам оделе директно преку партиски штабови и општински организации. Единствено што треба да направат институциите да ги погледнат детално списоците кои ги поднесовме, односно кои ги поднесовме со 182 партиски членови кои што се роднини на функционерите од СДСМ до Државната комисија за спречување корупција и едноставно да постапат со нив, бидејќи веќе имаат и официјална потврда од Заев. Почитувани, ниту целата епидемија на непотизам, ниту 28.000 партиски вработувања, за кои мораме да истакнеме дека се сериозен сомнеж за изборен подкуп, нема да им помогне на СДСМ да ја дозаробат државата на овие избори. Граѓаните јасно порачуваат дека СДСМ ја нема довербата и ја изгуби веќе, а овие избори се одлична шанса за втор пораз на Стево Пендаровски и СДСМ. СДСМ мора да изгуби и да биде поразен на овие избори, за да се спречи целото ова лудило. Благодарам на вниманието.